Добар ден, ученици! Јас сум Билјана Славева и работам како оделенски наставник во основното училиште Даме Груев во Градско. Денес, по предметот Природни науки, ќе ја разработиме наставната содржина што знаеме за Сонцето. Во воведниот дел од часот ќе ви прочитам една многу убава приказна која е преведена од англиски на македонски јазик од страна на колешката Тања Метикош. Во приказната се раскажува за едно момче на ваша возраст кој исто како и вие имало многу нејасни прашања за Сонцето. Приказната се вика Приказна за Сонцето. Многу одамна си живееше едно момче во една далечна земја. На источната страна се протегаа високи планини. На запад имаше широко море. На почетокот на секој ден, љубопитното момче седеше и гледаше на исток. Гледаше во изгреј сонцето над планините. Кога се наближуваше крајот на денот, тој гледаше на запад. Гледаше во сонцето како тоне во морето. Името на љубопитното момче беше Ичиро. Ичиро се прашуваше од каде доаѓа сонцето секое утро и каде заминува секоја вечер. Тој беше умно дете. Знаеше дека сонцето дава светлина. Знаеше дека без сонцето ќе биде темно. Тој исто така знаеше дека сонцето дава топлина и сакаше да ја чувствува неговата топлина на својата кожа. Колку повеќе мислеше, тој се повеќе и повеќе беше збунет. Се прашуваше, колку сонца има? Дали некогаш може да се случи да не изгрее ново сонце на исток? Ичиро се загрижи дека еден ден нема да изгрее ново сонце. Тој се загрижи дека ќе завладее темнина и студ. Ичиро дозна за една мудра старица. Му беше кажано дека таа ги знае сите одговори, па тој реши да ја посети. Мудрата жена живееше во едно село на планините. Селото беше во близина каде што сонцето изгреваше секое утро. Едно утро Ичиро се разбуди рано. Тој се качи на грбот на неговиот ему и се упати брзо на исток. За неколку часа тој влезе во селото. Мудрата жена топло го пречека Ичиро. Таа го покани во својата колиба. Беше подготвена да одговори на неговите прашања. Ичиро проговори. Јас секое утро го гледам изгреј сонцето над планината. Сакам да знам од каде доаѓа сонцето? Ја гледаш ли онаа голема планина? Онаа која е повисока од останатите планини? Праша таа, покажувајќи кон исток. Па, рече мудрата жена, тоа е местото од каде што доаѓаат новите сонца. Секоја вечер, откако сонцето ќе потоне во морето, луѓето од селото одат на планината. Тие носат големи дрва и јаглен. Кога ќе стасаат на врвот, тие ги фрлаат дрвата и јагленот во голем отвор, рече таа. Тогаш планината почнува да бучи и да чади. Мудрата старица продолжи да ја кажува својата приказна. Наутро бучавата станува многу гласна. Потоа, одеднаш планината со голема сила исфрла огромна огнена топка на небото. Огнената топка патува низ небото и ја осветлува и грее земјата. Долгите сенки полека се скратуваат. Кога огнената топка ја достигнува својата највисока точка, тогаш сенките се кратки. Потоа почнува да паѓа
и сенките се издолжуваат, продолжи старицата. За неколку часа таа паѓа во морето. Студената вода на морето ја гаси огнената топка. Многу е важно селаните да одат во планина секоја ноќ. Тие мора да ја хранат планината со дрва и јагле, рече таа. Се додека ние ја храниме планината, таа ќе прави ново сонце секое утро. Но, ако некогаш престанеме, ќе нема нови сонца. Тогаш земјата ќе стане темна и ладна. Од тој ден и Чиро повеќе не беше загрижен. Тој среќно си играше во шумата. Тој знаеше дека секогаш ќе биде светло и топло, се додека селаните ја хранат планината со јаглен и дрво. Се надевам дека и вам приказната многу ви се допадна. Бидејќи се работи за народна приказна, дел од настаните во неа се само народни верувања, а не и вистини. Дел од прашањата кои што не ги знаевте, сега ви се појасни, а за другите ќе добиете одговор во понатамошниот дел од часот. Во продолжение, ученици, ќе добиете еден наставен лист со табелата «Знам, сакам да знам и учам», или, како што уште ја нарекуваме, ЗСУ табела. Пред да почнете со работа, сакам да ви го појаснам начинот на работа во истата. Во првата колона треба да наведете се што знаете за сонцето. Во втората колона запишувате се што не знаете за сонцето, а сакате да научите. И третата колона ја потполнувате на крајот од часот. Во оваа колона треба да запишете се што сте научиле од овој час, а досега не сте го знаеле. Во Вселената има безброј звезди. Тие се големи и сјајни небесни тела кои што испуштаат топлина и светлина. Една од нив е и нашето Сонце. Сонцето има форма на топка. Сонцето е звезда која што се наоѓа во центарот на сончевиот систем. Тоа испушта светлина и топлина. Без светлина и топлина, животот на Земјата не би бил возможен. Сонцето е 100 пати поголемо од Земјата. Бидејќи Сонцето е огромно, тоа привлекува разни небесни тела да се движат околу него. Околу Сонцето се движат 8 планети. Сонцето и 8 планети заедно се нарекува Сончев систем. Во текот на денот, Сонцето можеме да го видиме на различни позиции. Кога наутро ќе почнеме да го гледаме Сонцето, тој период го нарекуваме изгреј Сонце. Кога Сонцето се гледа највисоко на небото, тогаш е пладне. Навечер, кога Сонцето го снемува, тој период го нарекуваме зајди Сонце. Бидејќи Земјата се врти околу својата замислена оска, па така, таа еднаш е свртена накај Сонцето, а друг пат не е. Таа појава се нарекува ден и ноќ. Количината на сончевата светлина и топлина во нашиот крај не е секогаш еднаква. Најмногу сончева светлина и топлина имаме во лето, а најмалку имаме во зима. Значењето на сончевата светлина и топлина е од огромно значење и за растот и развојот на растенијата. Сончевата светлина и топлина им овозможува на растенијата да создаваат храна која што им е потребна за живот, а растенијата пак, од друга страна,
се храна на човекот и на животните. Сончевата топлина и светлина во жешките летни денови може да биде и штетна за нашата кожа и очи. Затоа, во ваквите топли денови се препорачува да се заштитиме од јаките сончеви зраци. Тоа можеме да го направиме со носење очила за сонце, капа и мачкање на кожата со заштитни креми. Сончевата енергија во поново време наоѓа широка примена во општеството. Таа се користи за загревање на домовите, за топлење вода, за производство на електрична енергија и за осветлување со LED светилки. Со ова, ученици, го завршуваме денешниот час. Се надевам дека ги добивте одговорите на прашањата кои што ги запишавте во ЗСУ табелата во колоната "Сакам да знам за сонцето". Одговорите ќе ве молам да ги запишете во колоната "Учам". На крај да ви посакам до гледање и пријатен ден на сите ученици.